Добро вечер, вие сте на подкастот на Радио МОВ, емисијата Грила Радио. Јас сум вашиот водител Илија Ангеловски Гила. Во денешното издание имаме гостин, малку да ги афирмираме актерите. Наш познат актер Сашо Ристовски ќе ни каже подолу за неговите проекти, за неговите работи, функции кои што ги обавуваше претходно. И ќе имаме доста интересни теми на кои што ќе ја зборуваме денес. Добро вечер, Сашо. Добре дојде во емисијата Грила Радио на Радио МОВ. Прво, добро вечер до сите гледачи. Добро вечер до тебе и до ова прекрасна екипа која публиката не ја гледа и навистина е забавно овде со тебе и со нив, убава атмосфера. Се радувам што ме покани. Некако почнав да станувам чест гости на подкастите, едно време ме немаше, но јас сум човек кој што периодично не сакам да здосадам на публиката, мислам дека треба да, што велат, народски со усол, да не има. Така. Кажи ми на почеток да ги запознаеме, нели, публиката да ја запознаеме, кога за почеток пројави желба, амбиции да се занимаваш со актерство? Од кога знам за себе. Моите родители работеа во Македонскиот народен театар. Македонскиот народен театар беше во сегашните простории на театар комедија. Така. Можам да кажам дека се сеќавам од представата Мрестење на краповите, можат да видат од кога е тоа, сум ги гледал. Јас се сеќавам со еден повозрасен колега, кога почнав јас 2006 година, кога дипломирав, му кажувам дека сум ја гледал, не му се веруваше, вика ти не знаеш која година, викам таа година, дури годините ги знам. И некако ми се роди таа желба, почнав да одам во детски драмски студија, но некако не можев многу да се пронајдам во тие драмски студија. На крајот си гледав секоја вечер представи, си бев со актерите кои за жал некои кои што јас исклучително ги сакав и се уште ги сакам и нивното дело го почитувам. Не се меѓу нас, така. Но секаде и во моите интервјуа кога ќе ме прашате вака со кого сум бил и ги спомнувам една Анче Џамбазова која премногу ја сакам и кога бев на раководна функција направи фестивал, односно награда. Потоа сега многу брзо ни замина, односно се пресели само во една друга димензија. Кили кој исклучително не сакаше мене и брат ми, јас го сакав премногу. Од тие времиња и ете дојде ред да се запишам на факултет, иако овде не успеав во Софија. Ќе го споменам сега, го споменав Кили, тој кога се запишав ми рече, видиме ли, овде не би на таму, така натаму. Така да имам многу одамна. Спомена за театар комедија, ти едно време обавуваше функција директор на театарот. Од 2018 ноември до февруари 2021. Така. Да, три нешто години. Наши 2017, мислам така. Ќе те навратам за наши познати актери кои што ти биле како идоли, да речеме, кои што си учел од нив. Јас немав идоли. Значи јас немав идоли, а многу сакав да учам. Так. Значи многу сакав да учам. Ете го ти викам, го спомнав Кили. Тука е Игор Џамбазов, Александар Микич, значи една Тони, исто, значи сум ги следал. Не е само занаетот не е ти да гледаш представата. Занаетот е да ги гледаш како тие работат на проби, како работат со текст, како работат со прва проба мизансценс, како го се поставува, нели? Како се однесува во театар, бидејќи мене многу ми е жал што сега во ова време се изместија некои работи. Значи, бидејќи тие луѓе кога се сеќам јас во МНТ, Никола, Тони, Кили, пак ќе го споменам Магдалена Ризова,
Јасмина Поповска и така натаму, тоа беше еден на клапа, Јасмина е малку Генерација постара. Една генерација Една- која влезе, Така. Владо Јачев, Трајче Георгиев, така да ги гледав како се однесуваат во театарот, бидејќи не е само сцената театарот не е само сцената. Зад сцената, соработката со колегите, дружбата со колегите, почитувањето на повозрасните, почитувањето на техничкиот персонал, кој што не би можеле ние без него да функционираме. Ние Така. сме врзивно ткиво. Тие знаеа како треба. Точно знаеа. Значи, но сега е нешто поинако, некоја што викаме денеска со Маги зборувавме, некоја генерација Z се случи и не мисля дека се од нив почнува, ниту од мене, ниту од тебе, ниту од нив, ниту од претходно. Театарот постоел, театарот постои, театарот и ке постои. Значи, треба театарот да го сакаме, бидејќи ние се чувствуваме искрено дел од него и среќни сме, а не да го сакаме театарот за да станеме популарни. Не да бидам глумец за да бидам популарен. Популарноста ќе си дојде кога тогаш, ако вистински работиш, од срце работиш и нормално ако знаеш да се однесуваш. И да почитуваш. Да. Јас не би бил тоа што сум нешто, да речам, во овој свет, бидејќи јас сум имал одлична комуникација со повозрасните колеги. И тие ме препорачале мене, ајде да го видиме овде, ајде, од улоги со 2 реплики. Јас се сеќавам кога дипломирав 2006 година. Извини, ќе те прекинам, во класата на Александар Илиев Така. во Софија. така. Одлично. Кога дипломирав, јас дојдов, веднаш ми дадоа можност во Македонскиот народен театар, бидејќи ме познава. Така. Ме познава дете, ама мене знаете која ми беше првата можност? 2 реченици. 2 реченици. Сега се си има свој ред од ќе почнеш. А сега ако им дадеш 2 реченици, ти велат, знаеш кој сум јас. Срце мое, па ти треба да стигнеш до тоа кој сум јас. Полекичка малку. Така. И тоа се градеше, потоа јас отидов во Охридски театар, сплет на околности, па се вратив во комедија и така. Така. Тоа ми беше следното прашање, значи во Охридскиот театар да ни кажеш околу соработката како Па таа година имаше многу конкурси. Многу конкурси во театрите, јас сакав да бидам во МНТ. Знаеш како, 27-8 години. го доживуваш како втор дом. Да. И се сеќавам тогаш беше Дејан Лилиш директор. Така. И имаше конкурси Струмица, Охрид, не знам дали Штип има, и секаде имаше буквално. И викам сега јас дек само викам насамо ќе конкурирам во МНТ. И ми вика седни, да ти кажам нешто. Викам повели. Ако ме слушаш мене, ти конкурирај. Ама вика конкурирај во други театри. Во Охрид. Зошто не во Охрид? Викам зошто ја во Охрид, од Скопје јас додам во Охрид да работам. Ама вика полека, неколку совети ми даде и тогаш беше да го спомнам Дејан Пројковски исто. И јас седна вака размислам, па викам што ќе дадам. Во МНТ не ме примија затоа што тогаш се сеќавам Тони конкурираше, значи колеги кои што повозрасни со многу поголем багаж. Така. И јас нема што се бунам. И мене ме примија во Охрид. Тоа беше еден, мислам, и уште е еден прекрасен ансамбл кој што сакам да ги поздравам. Имаме толку многу анегдоти, многу дружења. Јас сменив таму, двајца директори и едниот директор кој што и сега директор не сакаше да ме пушта трансфер. Во Скопје вика јас те земав, па сега да те пуштам, нема шанси. Ама нема тоа лутиш, јас бев на раководна функција, јас знам кога треба да ми замине глумец. Јас не се лутам, тоа е нормално, си го чуваш театарот. Да. Навистина многу убав ансамбл, направив неколку премиери. Баш пред некоја вечер гледав некои фотографии на Facebook
Една која би ја извел, тоа беше Парламентарки, ја режираше Ненад Витанов. Играв многу интересна улога. Но со сите игравме интересни улоги, мажи игравме жени. Устари тоа е по текст на жени во Народно собрание. Така. И јас играв една баба која е во инвалидска количка, партизанка. И беше многу. Не сум тоа играв и во Сон на лет на ноќ, Пат околу светот, Свињарот. Не знам што премиери направи во Охрид и потоа дојдов тука. Одлично. А пред да одиме со музика, сакав да те прашам уште околу љубовта кон музиката, околу чалгијата, ако не се лажам. Па, види. Некако. Сега, дали може да го сметаме тоа за некое поврзување, дали ти се допаѓа велешката чалга или охридската чалга? Јас не делам. Ти добро ме познаваш. Кај мене или ми се допаѓа или не ми се допаѓа. Јас не делам, јас сакам да обединувам. Така. Мене чалгијата ми е во срце. Така да, не никогаш, без разлика од кој крај потекнува, чалгија е чалгија. Чалгија, така. Да. Добро. Одиме со музика, па се враќаме во студио. Може. Кажи ми сега околу соработката со твојата колешка Магдалена Рисова. Па не знам, види, тој тандем, баш денеска имавме ние представи, влегуваме заедно на представи, они вика тебе го тандемот. Значи, ние соработуваме некаде од 2003-2004 година. Уште јас бев студент, ако не и порано, тој проект што беше акција за граѓанство преку театар, што го работевме со детската амбасада Мегеш и беше тогаш, 2002-2003. И од тогаш некако интензивно почна таа соработка. Периодично се случуваше да, мислам, добри во студентски веденови, јас бев позафатен, но кога бев тука и бев асистент во детското драмско студио, бидејќи сакав да научам многу со работата со деца, со млади и така натаму. Потоа многу проекти каде што наработеше, еве, бидејќи за првата епизода на Народните приказни не изеја прашува кој за пилот проектот. Так. Пилот епизодата, па после одлучуваше таму продуцентот.
Значи, ја морам да кажам дека она заедно со Драги Савевски ми се виновници за тоа што луѓето ме препознаваат. Не го сакам тој збор популарни. Ме препознаваат секаде. Потом бевме во тимот кога јас раководев со театар комедија, нели народните приказни, и решив да го направам театар хит. Нешто кое што веќе 2-3 години обстојува на 3 на ова театарско небо. Така да континуирано е на 20 години. Не сме размислувани, ама овие денови треба да се видиме нешто вака, да ја правиме програмата за 2027, иако денеска така блиција продискутиравме, и баш ќе морам да изматематизирам од кога и колку проекти имаме заедно. Тоа воопшто ти ми нафрли да го размислам, односно да го архивирам, за да можам да кажам точно. А која сцена те привлекува повеќе, театарската сцена или да речеме телевизиските екрани? Бидејќи ќе споменеме најчесто и во македонските народни приказни, имаш таму улоги кои што се брилјантни, или нормално, и Ти благодарам. каде повеќе, мислам, Па види, имаш чувство така по убаво да играш, нели? Не можам да го одвојам тоа, бидејќи актерската игра на театарската сцена и пред камера е многу различна. Значи се работи за сосем различен начин на играње. Затоа што театарот бара повеќе експресија во играњето, додека пак камерата бара нешто друго. Значи, сосем нешто друго. Јас го имав тој проблем на почетоците, но благодарение на, пак ќе речам, јас многу слушав од повозрастните, од режисерите повозрастни од македонска телевизија, бидејќи они беа дел од тој приватен проект, многу ги слушав. Значи, мене ми се има случајно да ја направам за една сцена која гледам таа приказна кога ќе ми текне, дека имам направено 26 дубли за едно сцениче, ама тоа е да те научи како треба. Затоа што после јас снимав со песна. Така. Не можам да одбавам. Драго ми е секогаш, дали кога сум на театарска, пред камери, кога снимам, бидејќи сосем е друга атмосферата. Та, добро, овде чувството со публиката, нели, блискоста во театарот, за разлика, нели, од камерите. Да, тука дишеш со публиката. Да, така. Тука дишеш. А овде, значи, во театарот дишеш со публиката, со колегите и сите што се околу. А во серија или на филм дишеш со колегите и со сите кои што се вклучени во процесот од технички служби и така натаму како едно, за да искочи како што треба. Сепак е љубов. Ваква, таква љубов. Ова убаво е, мислам, вака да го пренесеш, да го кажеш, бидејќи да го воочат помладите актери, па да научат нешто од тебе. Нели? Па да, ама треба да сакат. Да. Значи, вистински да си ја сакаат работата, пак ќе речем. Добро, ние ова сега го пласираме како, нели, вест, како вака на подкаст, ако го гледаат, нели, ако не следат, да можат нешто да научат за виднина, да бидат, нели, подобри. Да, и знаеш што, многу е важно да, јас, например, не сум човек кој што те сака без да биде прашан да дели некои совети, демагоги и така дале. Многу е важно да бидат своји, значи да си го сочуваат, да си го изгравираат, полека, трпеливо својот печат. Да. Печат. Многу е бидно ти да го имаш својот печат. Значи, сите сме ние различни. Не може еден, јас сакам како овој, не можеш ти да бидеш како него. Ниту можеш ти како мене, ниту јас како тебе. Да. Значи, тука е тој проблем. Значи, мора да се трудат да бидат своји. Потоа, од кога ќе некаков свој печат ќе си направат, па потоа полека по својот пат. Патот кој што ти е даден, никој не може да ти го земе. Никој не може. Може би малку повремено да ти биде спречен да имаш некоја препрека, ама па тоа е дел од професијата. Да го надминеш тоа искушување. Значи, тоа те прави посилен. Ти нормално дека ќе имаш сопки.
Да. Може би на академија се чуваат во стаклено звоно. Ама не е проблемот на академија и на факултет од после ти се калиш. Така да мислам дека тоа е моje мислење, да не речем дека е совет, моje мислење. Јас, на пример, кога ќе побараат сега, воопшто и не бараат мислење, јас ќе го кажам. Ама сега нека си тера секој по својот пат. Јас му пожелувам на секому среќа и секој ќе си го најде своето место. Никако помладите генерации не слушаат совети од повозрастните. Абе види. Пак ќе кажам. Јас не сум тој што суди или осудува. Кога ќе дојдат, можеби ние никогаш не сме слушале. Кога ќе се судрат со некоја поголема препрека, сами ќе дојдат да побараат совет. Добро, ама ние сме учеле, како што спомена. Да. Ние не сме слушале можеби, меѓутоа сме учеле. Например, дали било за музика, за филм. Да. Сме следеле, нели, апсолутно. повозрастните што гледаат, што прават и ние тоа сме го Види, јас воспримале како се сеќавам, сега ќе ти кажам една анегдота. Една вечер односно учени жени во МНТ 2006, каде што играт Емил Рубен, да. Владимир Светиев, Коруновски Кирил, Мими Таневска, Николина Кујача, јас тогаш Сашка Димитровска. Да. Значи јас тогаш само што почувам. И не е важно, не сакам да именувам повозрастни колеги, се случува таков конфликт. Неверојатен меѓу нив. Значи, оние меѓу себе, не ова, ние седиме на страна. За 10 минути се стишува целата атмосфера. Си подаваат рака, седнуваат и решаваат. И ние имаме фантастична сцена. Кај нас, јас то сега да се случи, таа сцена, што викам на проба да ја видам овде, то никогаш нема да се видат. Зошто седна? За љубов на театарот, за успехот на представата. Тоа сега го нема. Тоа ми е многу криво. Не можам да набедам зошто. Мислам, кој е виновен за тоа? Не можеш да набедиш никого. Може би самиот систем, може би самото управување на институциите. Не знам искрено. Така. Добро. Можеме повторно да одиме со музика, па Дајте песна народ. наред. Nenne se misli
Сакам да ми кажеш сега околу соработката со познатата југословенска колешка Лидија Вукичевиќ. Работевте на некаков проект? Два проекти. Така. Па јас Лидија ја запознав кога бев на раководната функција во театар комедија. И потоа тоа што се случи со мене се случи, една оркестрирана хајка, но не сакам тоа да зборувам. Тоа е минато свршено време, се виде кој е кој и кој каде е и кој каде му е местото. Затоа ќе кажам остави време на времето. Лидија имаше истиот момент го имала како и јас, и кога она го прочитала тоа, мене ми се јави. За да ми каже како тоа беше една од ретките кои го дигна телефонот во тие моменти. И вика, сега вика ќе правиме представа. Затоа што јас претходно им се случи во една представа да им откаже колега, веќе има закажани. Јас влетав во тие неколку изведби, таму во Србија, одлично се снајдов. И Лидија ми вика, кој се случи, вика, сега среди се, ќе си правиме мобет и правиме представа, смислувај нешто. Значи, буквално. Кога ќе направам ретроспектива наназад, таква глумица, да ти каже, тебе правиме представа, станува и на нозе батали, јас ова го доживев, значи, ти претходно си оставил некаков печаток. Да. И така ми даде ветер во грб и тогаш беше нели со мене актуелно една кривична пријава, друга, трета и четврта, 4 кривични пријави беа и викам што, викам, веќе сега правиме представа за обвинители. Сам интересно, сам малку на себе. Да. И му се јавив односно на Facebook се пишевме со Огнен и му викам вака и вака. Викам ајде да се видиме, ајде викам да направиме, викам еве Лидија сака да игра и Маги исто, да направиме една обвинителка. Викам ќе си играме малку да видат народот што се случува во обвинителството. Како бе вика? Така викам, така ќе пишуваме. И навистина Огнен направи добар текст, после ние Крсто аплицираше во министерство, тогашното министерство за еден таков меѓународен проект, ни даде само 1000 евра. И јас кога ги видов резултатите, тогаш мене една министерка дојде и ми кажа, ви дадовме пари. Викам, да бе, многу, порано да не ги дадеше парите. 1000 евра, што ти кажам, детска представа не можеш да направиш. И благодарение на почесниот конзулат во Охрид, конзулот Михајло, се извинувам, потоа една голема компанија која гради станови и мојот пријател Баже Шегмановиќ, кои дадоа кеш пари за да се направи таква комедија, која полнеше сали. И тогаш, кога ние дојдовме до премиера, значи морам да ти кажам дека никој не очекуваше дека тоа ќе се направи. Ние го направивме. И парите од министерство не беа пуштени неколку дена пред премиера. Значи, тоа беше ужас. Ама ние пак излеговме во Штип, не знам колку сали се наполнија, каде не бевме. И навистина многу убаво дружење бе со Лидија, многу убаво е да се работи со Лидија, анекдоти, патувања. Никако не сакаше она да спие во некој апартман. Иако налик изгледа како или недопирлива. Да. Значи не знам, кај секој кој што е покани на интервју отиде. Јас викам, добро, викам Лидија, сега викам да обезбедиме апартман. Не, јас ќе си спијам кај тебе. Значи, добро, си спиеш кај мене. Заедно си готвиме веќе и со синовите, со Андреј Маркела, кој е директор на ФК Београд, спортист фудбалер е по татко, нели? И со Давид, и со нив многу убаво се дружиме, така да веќе почнавме да ептени приватно да комуницираме и веќе некаде во мај месец
Конечно веќе ми се лути, бидејќи многу пати ветувам дека ќе одам на гости, никако да отидам, ќе одам во мај месец, втора половина ќе имам некоја пауза во мај и ќе одам малку таму. Одлично. Како дека Лидија е многу едноставна. И кога имам отидено така блиц во Белград и некако спонтано дружење со многу глумци од таму, исто така многу едноставна Кока од Болји живот и Елица Сретеновиќ. Да, така. Значи со тие личности и се знам и се дружам приватно. И многу анегдоти, многу поинако е со нив. Значи и секогаш се спремни да ти дадат совет. Лидија многу пати, значи ќе завршиме, ќе дојдеме дома и ми вика: "Слушај, сега овде погреши." И што погреши, бе, викам? Вака. Совет ти е тоа од мене. И кога јас ќе применам, јас сум применил многу работи. Може би не се дел од мене, не беа дел од мене, ама сега стана дел од мене. И многу ми е поубаво. Знаеш, човек треба се менува и да прифаќа многу работи. Да, човек учи додека е жив, секако мора да ги, мислам, секој во животот греши, па и прави некаква грешка, е убаво да има некако совет од некој близок, па Дали да ти, го упати, за да може, нели, да... дали ти биде се се верува подобар дека како? мојата соработка и моето, нели, се фотографираме со Лидија, дали ти се верува од тој пусти завид лук, кој што еден позната личност беше политичар едно време, Така. што береш со таа радикалка? Дали ти до каде оди? До каде Да. одиме ние? Јас ми беше, мене не ми интересира кој е, од каде е и што е. Точно, Мене ми е дали си човек. Како што игра во една представа на Егон Савин, имав една реплика, омилена ми беше и ми е се уште. Важно е да се биде човек. Така. Точка. Приказната завршува. Завршува. Се додека ние не во целост не го примениме тоа, дека важно е да се биде човек и да го гледаме така со тие очи, ништо од нас. Јас токму, мене тоа ми е важно. Важно е да си човек. Друго не е важно. Добро. Пак можеме да одмориме, можеме да одиме со музика, па се Може. враќаме. Лутав по земји, по бел свет, осамет, седен по друмски пес. Среќава луѓе со нечиста совест, улици празни ми беа дом. Поларни ноќи и снегови, не можам веќе се враќам одамна ју. Одамна ју. Душата пустолов остана, во мислите кошмар и надежи, во срцето желба за родниот крај. Одамна ју. Одамна ју.
еден период се опфаќаат теми нели кои што се од еве мене ме така малку ме интригира од македонската историја, почнуваше еден серијал на ми се чини Тврдокорни серијата одеше. Добро. Дали таму имаше доста улоги ти во таа Не. серија или Не, две улоги? Две и после ме тргна. Така. Кога го виделе, мислам, кога ме виделе таму и моето име и презиме, тоа беше тој таков период, Така. кој се надевам дека никогаш нема да се повтори. Бев тргнат. Значи, тоа преку гласник ми беше кажано, Така. дека не припаѓам јас таму. И јас прашав зошто јас не припаѓам таму. Мислам, јас кога пуштив слики, луѓето реагираат убаво. Не може и јас се зачудив. Две имам. Така. И тоа епизоди да видат дали јас ќе се откажам или не. Нема шанси да се откажам. Ти може да ми даеш 2 минути да снимам, јас ќе ти снимам како цела епизода да снимам. Затоа што јас сум снимал, сум си изнаснимал и уште се емитуваат. Тие епизоди така да не знам зашто беше тоа. Беше многу смешно и не беше издржано. Сега тоа не е така, ама тогаш беше така. Така. Добро, ова јас ти го поставив како прашање бидејќи малку сум соживеан со тие наши, да речеме, серии, серијали, македонски филмови кои што се од минатото, нели, кои што обработуваат историјата, нели, Не знам ја во кој епизоди беше. Да, Не се сеќам, сигурно ги има на YouTube. Тврдокорни старите епизоди, нели, каде што глумеа брилјантни актери кои што еве јас можам да кажам, нели, нормално пред широкиот аудиториум дека најдрага серија ми беше таа и имам доста кој што ми е баш при срце, еве ќе го спомнам покојниот Данчо Чеврески кај што имаше брилјантна улога за војводата, нели, Ѓорги Сугарев. Јас овие прашања кои што мислам ме засегаат и мене како гледач, кој што сум ги сакал тие филмови, кои што сум пораснал со тие филмови, со тие серии, кои што ми дали еден правец во животот и со тоа да се занимавам, нели, како историчар. Не сватиш ти дека јас нешто зборувам против серијата. Серијата е одлична. Да, не, па за тоа те прашав, нели, за тоа прашање. Да, има ти викам, и потоа сум шкртнат и така дали, тоа е вистината. Да, тоа треба да се знае. Кој ја го боли вистината, нека го боли. Точно така. И нека тука сме ние да кажеме дека неправилно да, никогаш не сум тргнат, шкртнал, нели? и кога сум правел подели, кога сум интервенирал во подели, сум интервенирал, ама за тоа да игра колега кој што не играл. Така. Не може некој да игра 20 представи, некој да нема нема ниту една улога. Да, сум интервенирал. Така. Но да некого тргнам, не. А што се однесува до серијата, навистина е прекрасна серијата. И стојам позади секој твој збор. Стојам. Не се ни сеќам кој беа во кој епизоди, не знам ако. Не се сеќаваш на улогата на некои македонски војводи? Едната беше многу интересна. Некој нешто игра в Турчин, нешто игра. Аха, така, значи Аскар не беше војвода, македонски револуционер. Не, бре, брате, па како можам ја војвода? Па ти личам ја на војвода. По ликот не можам да бидам војвода. Нешто така, па ме убија, мислам таа сцена дали беше со Сашко Коцев, не се сеќам. И Тој беше војвода. Не знам, бре, не се сеќам, стварно. И после бев нешто имам таму некој Маскер има стики на Фејсбук. Не знам кои епизоди беа, 2 беа се сеќам. Така. Толку беа и бидејќи тие беа во режија на Миле Гроздановски, Миле ме зема одинат. Што ви рекол? Ќе споменам за Инсайдер, серијата таа беше одлична. Да, одлична серија беше тоа. Таму имаш улога во полицаец или Не играв во таа. Не играше во таа. Не играв во таа серија, ама одлична. Јас не знам, нешто некаде се провлекло моето име и презиме во Преспав. Може би техничка грешка, ама и таму немам играно. Имаш улога таму? Да, немам. Иако мислам супер. Јас види сега ќе ти кажам на работа. Многу ми се допаѓа кога има македонска продукција. Значи дали е серија, дали е филм, дали е документарен филм. Значи македонска продукција. Зошто? Многу малку. Едно време имаше, сега многу малку е.
мене, јас не, пак ја кажам, ја немам лично против на синхронизацијата на сериите. Ма не е тоа. Не е тоа. И за еден актер и така натаму, да, добро, тоа е паричка, окей. Ама и паричка можеш и на друг начин. Не е тоа. Говорам да имаме повеќе македонска продукција, ваква серија, ваков филм, документарен, краткометражни филмови да се даваат на младиве шанса, така да, ама, што да правиме? Ете, да, не да се става акцент на синхронизација, например, да речеме, доста колеги има во нели на турските серии. Ама што да прават? Да. Ама што да прават? Сега и тие имаат семејства и тие мораат нешто да живеат. Значи не можеме и тие би сакале да играат во македонска серија или во македонски филм. Значи, ја мислам, знаеш кај е проблемот? Не е проблемот во фирмите, во спонзорствата. Ние треба да донесеме, како што во Србија. Вика, во Србија се снима многу. Да, се снима, ама има закон за спонзорство во културата. Да. Значи, таа компанија, не знам, може би 5 милиона ќе ти спонзорира серија, ама таа е ослободена од данок кон државата во износ од 5 милиона денари. Ние немаме донесено таков закон. Јас колку што знам за спортот има, ама за културата нема. Сега, дали тие парички ќе ги даде во УЈП или ќе ги даде во спонзорство за продукција на македонска серија или филм, за тој газда на таа компанија е се исто. Сега може за државата не е исто, ама за државата треба да биде среќна бидејќи се прави некаков производ кој што ќе остане и кој што ќе биде нели белек на нашата држава. Така да мислам дека треба да се донесе тој закон за да тргне машината. Бидејќи не може се државата. Државата нека биде кофинансиер. Значи не може се државата да дава. Значи има тука продуценти кои што нели со завршени факултети, продуцент дипломиран, знае како оди тоа, како се оди патот до средствата, но ние се судруваме со тој проблем. И компании, и продуценти, и продуцентски куки. Така да мислам кога тоа би било решено, закон за спонзорство во културата, ќе биде поинако. Јас се за мои приватни проекти, они од пријателска побуда ми даваат за да направиме нешто. Друго е кога ќе биде регулирано со договор, па тој договор се приложува и така натаму, за да се одбие тоа од данокот на компанијата. Тој секако ги дава парите. Кога се додека тоа ние не го решиме, мислам дека ќе тапкаме, тоа не е ништо страшно. Треба да се седне, да се има волја и да се заврши работата, да се изгласа како многу закони, што кој ми со европско знаменце и помина. Да се нашалиме, нема се љутат ни од позиција, ни од опозиција. Пошто јас си ги знам скоро сите, па се шегуваме. Нема никаков проблем околу тоа. Така да мислам дека тоа треба да се реши. Кога ги споменавме пред малку, нели, сериите и синхронизација, нели, голем дел на колеги, еве ти си постручен за тоа, еве да научиме ние. Дали може, например, да се врати драмското студио или драмската редакција во радиото, во македонското радио, еве. Таму ќе има голем број на колеги и ти, например, ќе може да учествувате да има и на таква драмска редакција и радиодрамите повторно да бидат нели во етер. Па имаше, ама сега дали е укината, што е, како е, баш ке го прашам брат ми, пошто работи во МТВ. Не сум го прашал за тоа. Така. И да, јас многу често кога патувам или во недела или кога сум надвор од Скопје, каде што имам нели свое место за полнење на батериите, тоа сакав да те прашам за следното прашање, ќе биде да, и пуштено ми е радиото и знае да е на македонско радио и да пуштат многу радиодрами со кои што ја порано знам и го прашав татко ми, морам да ги најдам, си ги снимав тие радиодрами, знаеш, кој имаше аудио рекордери со касети кои се снима. Да, и морам да ги најдам и да ги извадам тие
Ги имав снимено, како дете сум ги чекал тие работи. Да. Друго Како време- музика што снимавме, Аха, нели? да. Да. Да, јас се сложувам и ја би сакал да снимам, јас немам проблем. Зошто да не? Бајде сега ќе имам МТВ нов директор, може и тоа ќе МРТВ. Може би тоа ќе го врати, не знам. Да. И сум за Тоа да би било поддржам. пожелно, мислам Како да се не? врати и помладите генерации да знаат еве порано во нашето време нели како функционираше Абе, нели не се тоа. најде ни едно радио, еве ти се собера двајца, тројца, не мора тоа сега. Мислам, дајде една вечер нека е забавна, ќе го снимаме, да видиме како тоа, како тој момент, на тој момент ќе изреагира публиката. Значи, не мора МРТВ да биде. Да. Значи, да. двајца, тројца ќе седнат, има толку текстови, значи ќе го снимиме, ќе се измонтира, знаеш како, да видиш дали тоа ќе тргне. А јас сум убеден дека ќе тргне. Еве, а кој сака да снимиме такво нешто, не сакам хонорар. Стварно. Треба само порив, желба, хонорарот. Да видиме, Да. после ќе си дојде тоа. Така. Како проект, како пилот проект. Така. Јас стојам на располагање. Да. Затоа што желни се луѓето, се остајте ние што сме на телефони и така натаму. Знаеш колку луѓе уште си слушаат радио? Да. Сериозно ти кажам. Желни се луѓето. Па и тоа е целта, и вака и преку подкастите да ги навратиме малку слушателите, нели, публиката да почне да слуша, да не биде се нели екранизирано. Јас сум Повеќе. за, еве, ако има и од овде, слободно ме знаат, може да каже се договориме и ќе снимиме. Зашто да не снимиме? Зашто да не пробаме? Така. Мислам, не е тоа за средства, него ајде да... Да, не е битно тоа, првично љубов, ентузијастички да тргнеме, биде, да. тоа па ќе видиме, може ќе се најде нешто, ќе видиме, никогаш не се знае ти во животот. Не можеш ти да тргаш одма со математика, ја толку ќе заработам. Никогаш нема да заработиш. Не е уметноста. Во профитот, во Ќе заработката. си дојде тоа. Да, само по себе ќе Ќе си дојде. дојде. Така. Значи ќе си дојде, не е... А за радиодрама треба карактеристична боја на гласови и така дале. Ама имаме тука еден многу добар човек со добро уво, така да може да одбере гласови. Колегата Мио. Да. Така. Саше уште малку пред крај би те прашал за спомена каде ги полниш батериите. Јас да ти, Мораме да кажеме што преубаво место е, прекрасна природа има таму, нели? јас да ти и- кажам, сум многу често, значи веќе одлучив дека овде сум само кога имам работа. Така. Бидејќи веќе дали со текот на годините, немам ја многу години, имам 46. Да. Ама пајда многу млад почнав да гостирам многу работи во животот и се ми е до тука. Дојдено. И постојано сум со публика, значи јас некако не застанав. Не застанав и јас кога играм до крај, кај мене нема. Ај сега да поминеме, нема да поминеме, или играме, или работиме, или не работиме. И јас се трошам. И тоа е Теово, општина Чашка, многу Така. близко до Богомила, значи едно недопрено парче од државата. Не дај Боже да допрат, прв ќе бидам против, не дај Боже. Затоа што таму имате, јас сум одма до река Бабуна, тука ми тече. Да. Прекрасно е, баш со Миро зборевме, значи ние веќе неколку години се занимавам заедно со мојот татко со одгледување на органски јајца, односно Да, домашни јајца. Органска храна. Пред се. Органска храна. Пред се ради нас, а и луѓето и веќе Да. направивме некој порано да имаме градинарски производи, значи не тоа да ги третираш со хемикали, не, во случај му кажував како ги правам некои работи. Преубаво ми е, имам многу мачиња, 13, 14, и не можам ради тоа да имам куќе, пошто ќе ми се вознемират. Да. Ама тетка ми има така да заедно со животните, со семејството, со растенијата, многу често сега веќе стоплува, знам да одам бос по земја, да имам така размена на таа убава енергија и убаво ми е. Убаво ми е, семејството ми е таму и знаеш, на крајот на денот се минуваш во животот, а пак се враќаш тука дома во семејството, ако семејството е темелот за се, и за успех, и за среќа и така натаму. Убаво ми е. Не, на
навистина и од дете јас го немав, ја немав таа фрустрација дека одам кај баба и кај дедо на село, иако пред многу години, значи пред да биде короната, се смеја. И јас викам, немојте да се смеете затоа што животот е тркало. Животот е тркало. Па така дојде време да купуваат земја, да се занимаваат со ова, со она. И во руралните средини. Знаеш како е направено? Да. Јас кога одам во сабота, значи да имам фотографија, значи кога тргам од Рибнико, Морани до мене пред неколку години, значи таму имаше една-две кукички, сега станува населба цела. Така да се селат луѓето, се ваќаат. Почнаа да ја ценат природата. Да. Значи не можеме. Не можеме без природата, не можеме. Види, таму е нешто, види, кога си таму, поинаку човек се однесува. Сосема. Јас знам, не е важно кој бизнисмен има кај нас исто. Ти да го видиш кога е во Скопје на работа, не сосем друг човек. А таму е сосем. Значи, самата природа, животните, комуникацијата со нив, те омекнува. Значи, те филтрира, те омекнува, те прави друг човек. И зато велам, немојте бре, аман, све нешто животните ви смета, това ви смета, она ви смета, ова животно ви смета, она животно. Океј, се е тоа океј. Ама немојте бе толку да сте агресивни. Дај мајко му, се повеќе во градовите, значи веќе не ми се вози. Јас сум човек што сака да вози. Не ми се вози. Стои и свири. Јас да полетам. Значи, ја нема, им е потребно на луѓето да навистина да се малку смирате, може да се смирате само во природа. Да, трпение нема. Ама дај малку, за да дојдат до трпение, треба малку да се смират. Да. Да смири се внатрешно. Добар пример со собраќајот што спомена, нели? Па се бајле кога одев на представа, му отвори прозор, викам, добро, кажи ми, да летам. Ама не те свирам тебе. Па на кого тој пред мене, па и тој чека, бе, смири бе, викам, мола баби. Точно. Тоа можеме да видиме во собраќајот какви сме, па после во другите сегменти. Не знам да ти кажам. Да. Види, не можеш и луѓето, јас никогаш не ги окривам луѓето. Се менуваат системи, не зборам кај нас, ние сме една капка во морето. Да. Зборуваме на глобално ниво и сето тоа влијае. Да. Јас никогаш не можам, викам, да го обвинувам човеков. Како бете? Ама не можам. Мора ние да видиме што е рефлексијата, неговото однесување како резултат на што е. Не е само да осудиш и нешто да кажеш за некој човек. Дај малку види што е проблемот. Кој е коренот? Кога ќе се занимаваме малку со коренот и кога нема да се срамиме од својот корен, кој од каде потекнува, тогаш ќе биде нешто. До тогаш ништо. Мачи кашель, да ти кажам јас. Така. Добро. Мислам, дојдовме до крајот на ова денешно интервју, подкаст на емисијата. Јас сакам тука да ти се заблагодарам што ја прифати поканата, што беше дел од емисијата Грила радио на Радио МУФ, на подкастот Радио МУФ. Ти посакувам пред се најважно во животот е здравје, многу улоги, многу театарски представи, нели? Многу улоги. И секако се гледаме во следна прилика која ќе дојдеш тука, кога ќе имаш некоја премиерна представа да представиме, нели? Кога ќе ја играш? Ти благодарам многу за поканата. Значи, еве, спомна премиерна представа. До крајот на годината ме чекаат уште 5 премиери, кои треба да се реализират, што е многу, што би рекла Маги, што е многу е. И нешто ново кое што веќе е договорено, е подпишано, веќе се него веќе е тоа обезбедено од страна на продуцентот, кое ќе започне и кое што јас едва чекам да се објави. И тоа е нешто кое што не сум го работел до сега, а пак е поврзано со медиуми. Ќе откриеме, не смеам, многу сакам, ја не сум човек што сакам да споделам.
Така. Ќе се објави. Ќе се објави, да. Ќе се објави, да, мора да биде ексклузива. Така. Заради нив, ја одма би кажал, Да, немам да. гајле за тоа, не можам. Да, ја. мора да се почитува. Ама договорот, морам договор да почитувам, така да ќе ме има. Така. Многу ви благодарам за поканата, за поддршката. Имате од мене поддршка. Благодариме. Се што ви треба во секој момент, барем ти знаеш, јас стоам за вас. На располагање. На располагање. Ти благодарам уште еднаш. Тоа беше се за ова издание на подкастот Герила Радио на Радио МОВ. Во денешното издание беше нашиот познат македонски актер Сашо Ристовски, за техниката мојот колега Владимир Поп Христов Мио и јас Илија Ангеловски. Пријатно.